Почитувани гледачи, добре дојдовте во Урбаните вести. Град Скопје објави јавен повик за повластено користење на јавниот градски превоз. Здруженијата на граѓани конечниот список на баратели кои ги исполнуваат условите и за кои предлагаат добивање на билети треба да го достават до градот Скопје најдоцна до 29 овој месец. Со оваа информација ги започнуваме вестите, а еве што ќе гледате друго во нив. Град Скопје е партнер на проектот за унапредување на дигиталната писменост кај младите. Стопанствениците од Визбегово бараат подобрување на условите во индустријската зона. Општина Ѓорче Петров ја промовираше историјната канцеларија во Волково. Форум за локален економски развој на општина Илинден. Денеска во град Скопје официјално беше отворен третиот национален мост надпревар, кој е наменет за млади лица на возраст од 13 до 22 години. Учесниците на овој надпревар ќе имаат можност да ги покажат своите вештини во познавање на Microsoft Office алатките. Град Скопје е официјален партнер во организацијата и спроведувањето на еден многу значаен проект за унапредување на дигиталната писменост кај младите во Македонија. Станува збор за националниот мост надпревар кој се одржува трета година поред, а на кој учесниците ќе имаат можност да ги покажат своите вештини во познавање на Microsoft Office алатките. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов истакна дека градот во соработка со средните училишта набавува лиценци кои содржат мост испити, со што им се овозможува на учениците бесплатно полагање на испитите и стекнување на меѓународно признат мост сертификат. Исто така тој нагласи дека градот го поддржува надпреварувачкиот дух на младите, посветеното учење и надпреварувањата надвор од рамките на секојдневните училишни обврски и дека инвестирајќи во подобрување на дигиталната писменост, особено преку формалниот образовен процес, се придонесува за подобрување на можностите за вработување на младите образовни кадри и подобрување на продуктивноста на работното место. Минативе 2 години градот директно поддржа околу 750 ученици, возможувајќи им бесплатно полагање токму на овие мост испити. Во нареднава предстојнава 2018 година планирано е во буџетот на градот да обезбедиме 4 мост лиценци со под 100 испити и една АСА лиценца со 100 испити или вкупно 500 испити во само текот на една година. Ова зборува за нашата посветеност, грижа за развој на младите, за да овозможиме на младите овдека токму да ги стекнат и основните знаења и познавања. Нашата крајна цел е младите луѓе да останат во Македонија, тука да дадат придонес и за себе, и за општеството, и за градот во кој што живеат. Министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски ја истакна важноста од вложувањето во дигиталната писменост на младите во Македонија, со цел да им се даде можност да ги покажат своите знаења на национално и меѓународно ниво и пред се да се надоградат самите учесници. Навистина е добро кога ќе се види дека успешните компании, големите глобални лидери во делот на IT индустријата предизвикуваат интерес кај нашите млади луѓе да се надпреваруваат, да и покажат своите знаења и на национално, но и на меѓународно ниво и на основа на ова да пред се самите себе се надоградат. Наша цел како влада и во овој контекст ја имаме и се надеваме на поддршката и од индустријата, од бизнисот, е кај младите луѓе особено да ја промовираме ИКТ индустријата воопшто и ИКТ знаењето како еден од главните начини како младите луѓе можат да си обезбедат многу подостоинствен живот тука во Македонија. Право на учество на овој надпревар имаат учениците од сите средни училишта на град Скопје. Градот Скопје информира дека најавниот повик за финансирање проекти и активности од областа на културата од интерес на градот за 2018 година евидентиран е огромен интерес и пристигнати се рекорден број пријави споредбено со изминатите години. Најавниот повик за финансирање проекти и активности од областа на културата од интерес на градот за 2018 година пристигнале рекорден број пријави споредено со изминатите години, соопштуваат од град Скопје. На повикот кој заврши на 18 декември, пристигнале над 600 пријави за разлика од 220 пријави минатата година. Право да учествуваат имаат уметници, самостојни уметници, установи од областа на културата, Здружение на граѓани, фондација
фондации и други правни и физички лица што вршат дејност од областа на културата. Град Скопје информира дека поради големиот број пристигнати пријави, кои во наредните денови ќе бидат разгледувани од надлежната комисија, резултатите од јавниот повик ќе бидат познати по новогодишните празници и објавени во службен весник на Град Скопје и на веб страницата, со објавување на програмата за финансирање програми и проекти од областа на културата од интерес на Град Скопје за 2018 година. Подобрување на инфраструктурата е еден од главните проблеми на стопанствениците од индустриската зона Визбегово. На средба со градоначалникот на општина Бутел Велимир Смилевски, стопанствениците од зоната повторно ги отворија прашањата кои ги имаат. Бизнисмените од индустриската зона Визбегово бараат од надлежните да им овозможат подобри услови за работење во оваа зона. Од Сдруженијето на стопанственици велат имаат одлична местоположба, но треба да се подобрат условите во зоната, во однос на инфраструктурата и подобрување на целокупната економија, што ги засега околу 200 компании. Сдруженијето на стопанственици и компаниите од индустриската зона Визбегово денеска на средба со градоначалникот на општина Бутел Велимир Смилевски повторно ги отворија прашањата и проблемите кои треба да се решат во зоната. Професор доктор Тајп Јакупи, кој е приватен стопанственик од зоната, вели дека индустриската зона Визбегово располага со многу просторни можности, но проблемот во делот на инфраструктурата останува и понатаму. Приоритетни работи во зоната се проблемите од инфраструктурата, почнувајќи од канализација, вода, енергетска инфраструктура. Во тој дел ќе се посочиме како и можностите за градба, нели, што може да се направи, урбанизација во некои делови од зона, бидејќи во ова индустријска зона гравитира на повеќе општини, тоа се нели општината Бутел во најголем дел, со чии представници денеска се сретнуваме, Чучер, Сандево и Карпош. Градоначалникот на општина Бутел Велимир Смилевски рече дека во најскоро време ќе започнат со решавање на проблемите во индустриската зона Визбегово. Во буџетот во 2018 година се предвидени средства за инфраструктурата во зоната, како и убрзување на процесот со носење на гасификацијата во Визбегово. Првично треба да се изработи еден план за поставување на целосна атмосферска и фекална канализација, доведување на водовод кај што во моментот го нема, поставување на нова светлосна не е сигнализација, туку осветлување, поставување и во неколку наврати имавме околу сигнализацијата затоа што мислам дека единствена економска зона која што нема ни еден патокас. Мислам дека сме отворени и ќе почнеме да ги решаваме проблемите. Значи, не само со зборови, туку и со дела. Инаку во оваа зона работат околу 200 компании. Најголем дел се домашни, повеќето работат за домашниот пазар, а мал дел се извозно ориентирани. Вкупното годишно производство во зоната изнесува околу 300 милиони евра. Општина Аеродром ќе започне со отстранување на непрописно паркирани возила и ќе им изрекува казни на возачите кои ќе бидат фатени како непрописно ги паркираат своите моторни возила или пак се движат по патеките. Општина Аеродром ги повикува граѓаните да не ги паркираат своите возила на тревници, плочници и пешачки патеки. Исто така од општината апелираат да не се паркира на места обележени за лица со хендикеп, за да им се овозможи остварување на нивното право на паркинг. Во следниот период, комуналната инспекцијска служба на општина Аеродром, во соработка со ПАЈАК службата и полициската станица Аеродром, ќе врши отстранување на непрописно паркираните возила и ќе им изрекува мандатни казни на возачите кои ќе бидат фатени како непрописно ги паркираат своите моторни возила или пак се движат по патеките, со цел да ја зголеми еколошката свест кај граѓаните и да го подигне урбаното живење на повисоко ниво. Од денеска жителите на Волково, Пржина, Орман, Стопански двор, Кучково и Кисела Јабука ќе имаат можност наместо во општински канцеларии своите барања за документи да ги поднесуваат во новоотворената истурена канцеларија, која ќе функционира како мини општина.
Градоначалникот на општина Ѓорче Петров Александар Наумовски денеска ја промовираше историјната канцеларија во населеното место Волково, во која граѓаните од околните места, наместо во седиштето на општината, како досега, ќе може да поднесуваат барања, предлози и идеи во овој објект. Целта е да им се улесни пристапот до општинските служби, односно да им се излезе во пресрет на граѓаните кои не се во можност да дојдат во општинските простории за да поднесат барање или да дадат идеја за решавање на одреден проблем. Со ова, истакна Наумовски, општината ќе стане директно достапна и услужна за овие граѓани, односно ќе функционира како мини општина за овој дел на Ѓорче Петров. Ценевме дека ова е еден значаен момент за општината, за да функционираат и општинските и административните служби во општината, мора тоа да биде регулирано на некаков начин, односно историјната канцеларија ќе функционира како мини општина за руралниот дел на општина Ѓорче Петров, каде што граѓаните ќе можат да ги понесуваат своите барања, своите проблеми и своите идеи за решавањето на нивните проблеми. Со историјната канцеларија, општината Ѓорче Петров ќе стане директно достапна и услужна за граѓаните на населените места за кои што ви напоменав. Наумовски истовремено уствари и средба со граѓаните од овој дел на општината. Тие му ги презентираа своите секојдневни проблеми кои се однесуваа на повеќе сфери, но со акцент на инфраструктурата. Во таа насока градоначалникот рече дека секоја идеја ќе биде детално разгледана и им посочи на граѓаните писмено да се обратат токму во оваа канцеларија. Имаат граѓаните многу барања од инфраструктура, од фекална канализација, од водовод, од платени такси за фекална канализација, согласно одлука за самопридонес која што е претходно направена, имајќи во предвид дека овој дел на Ѓорче Петров е заборавен и од општината долго време, заборавен и од градот Скопје генерално, сакаме со ова само да направиме еден почетен чекор во сублимирање и решавањето на нивните проблеми. Наумовски исто така информираше и дека градинката, која беше ветена во програмата пред локалните избори, е во фаза на проектирање. Традиционалното собирање бадникови гранчиња во пресрет на најголемиот христијански празник Божиќ ќе се одржи во недела на местноста Краста. Централната манифестација ќе се одржи на 6 јануари пред платото пред соборниот храм Свети Климент Охридски. Во местноста Краста во недела, традиционално на последната недела од годината, ќе се одржи собирањето на бадниковите гранчиња во пресрет на најголемиот христијански празник Божиќ. Символично, првото гранче даб, кој е символ на среќа и радост, ќе го пресечат годинашниот кум Владко Огненовски Штеф и здравичарот Стефан Хаджи Николов Штеф. Централната манифестација ќе се одржи на 6 јануари на платото пред соборниот храм Свети Климент Охридски, каде новиот кум ќе го прими бадникарскиот ќуп од минатогодишниот кум Радко Манов. Традиционално на 26-та манифестација ќе биде организирано заминување на пајтоните со кумовите и здравичарите. Представници на бизнис заедницата, на владините институции, невладините организации и представници на локалната самоуправа во општина Илинден денеска учествуваа на форумот за локален економски развој, на кој со своето активно партиципативно учество придонесуваат за одржлив економски и социјален развој на општина Илинден. Во Домот на култура Илинден се одржа форум за локален економски развој на општина Илинден, на кој беше извршена презентација на стратешкиот план за локален економски развој на општина Илинден за период 2017-2021 година, а беа разгледани и можностите за реализирање на проекти од јавен интерес преку развивање и примена на концептот на општествена одговорност во насока на создавање квалитетни услови за живење, работење и унапредување на животната средина. На форумот учествуваат бизнис заедницата, граѓанскиот сектор, невладини, владини структури и сето тоа со цел да сите учесници кои што на некој начин придонесуваат за локалната заедница да се разговара како понатаму да се продолжи, да се подобруваат активностите, да се зголемуваат меѓусебните контакти, да се разменат видувања, мислења
се она што во наредниот период ќе го подобри воопшто живеењето, квалитетот, исто така и условите и за работење. Форумот за локален економски развој е формиран во 2005 година, пошто беше изработен првиот стратешки план за локален економски развој на општина Илинден 2006-2011 година, а потоа и стратешкиот план за локален економски развој на општина Илинден 2012-2016 година. Кинокултура вечерва прославува 2-годишно активно работење, во кој креираше и поддржа реализација на повеќе од 200 нови содржини од областа на современата уметност и современата култура. Кинокултура вечерва го прославува својот втор роден ден. Кинокултура ги отвори вратите за своите соработници и публика на 24 декември во 2015 година. 2-годишното активно работење креираше и поддржа реализација на повеќе од 200 нови содржини од областа на современата уметност и современата култура, која опфати бројни теми и активности за пошироката граѓанска сцена. Функционира како културен простор кој го негува развојот на изведувачките современи уметности и култура и обединува теми, пристапи и пракси од поширокиот граѓански сектор со која развива културната јавна сфера во земјата. Освен драмски, танцови, постдрамски и експериментални представи, во кинокултура се реализира и образовни, резиденцијални и продукциски активности во современите изведувачки уметности, како и книжевни фестивали и промоции, концерти, конференции и дебати, уметнички истражувања, публикации, филмски фестивали, програми за деца, млади и лица со посебни потреби. Повеќе делови од општините Карпош, Киселавода, Центар и Аеродром утре во различни периоди од денот ќе останат без напојување со електрична енергија. Делови од повеќе скопски општини утре ќе имаат прекин во снабдувањето со електрична енергија. Во период од 8 до 10 часот без струја ќе бидат корисниците од улицата 1687 во село Бардовци, во општина Карпош. Од 8:30 до 14 часот корисниците од булевар Христо Татарчев, како и корисниците лоцирани помеѓу Дизајн Фантази и новиот кружен тек во Киселавода. А во период од 9 до 10:30 корисниците од улиците 368 и Невена Ѓоргиева Дуња во Киселавода. Без напојување со електрична енергија, утре во период од 9 до 12 часот ќе бидат дел од корисниците од улицата Дамаска во општина Карпош. Од 11 до 12:30 часот корисниците од улицата Благој Деспотовски Шовелј во општина Центар и во период од 11 до 13 часот корисниците од улицата Прашка број 54, 56 и 58 во општина Карпош. Корисниците пак од улицата Ѓуро Ѓоновиќ број 113 и нивната околина во општина Аеродром без струја ќе бидат во период од 10 до 12 часот. Утре ќе се задржи суво и студено време со ниски утрински температури, додека пак ново зголемување на облачноста се очекува веќе од сабота. Во северните делови и на планините ќе има повремен слаб снег, ќе дува засилен северен ветер. Од недела повторно следува период на стабилно и суво време, а од понеделник дневните температури ќе бидат во пораст. Метама метео го гледаме во приложение.
Уште 10 дена трае можноста за аплицирање на јавниот повик за избор на најдобар млад научник за 2017 година. Признание што го доделува председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов. Јавниот повик за избор на најдобар млад научник за 2017 година е отворен до 31 декември за сите млади луѓе до 30 години, кои во досегашната научна работа имаат постигнато значајни научни резултати. Ова е последната информација за денеска во вестите. Останете понатаму на програмата на МТМ, а за повеќе информации можете да ја посетите и нашата веб страна mtm.mk. Имајте пријатна вечер.